Панчо воопшто не мислеше на музика и нито далеку му идеше да помисли дека ќе слави денеска или оваа година 15 години кариера и тоа со концерт, со нов албум, затоа што сакаше само едно да стане професионален спортист и ништо друго. Да? Каков тоа? Кошаркар. Кошаркар, ама ете не израснав тоа треба. Не мислам, не е битна ни толку висината, ама едноставно условите, тоа е нешто обично се прекршува тоа од јуниори која треба да почнеш во сениори, а ја пошто сум 79-та и играв во една генерација која имаше страшно јаки кошаркари, таленти и страшно добри играчи, почнувајќи од Мирза Куртовиќ, од Врбица Стефанов, од Марче Србиновски, Сржан Станковиќ, не знам, Горан Веселиновски, сите родени во иста година. Чековски, сите уште Чековски ден денес игра, Владко Илиевски, Мите Мираковски уште игра. Страшно една генерација која не даваше простор, требаше да си стварно талент и едноставно ја кога се вратив од Америка, потоа играв у втора македонска лига која беше доста јака, но со оглед на ситуацијата и финансиските можности и нели као млад лесно се разочаруваш ако немаш некои видливи успеси и се решив да прекинам. Да. А што играше на кое место? Па центар. Центар. Плеймейкер. Да. Сега и модерната кошарка налага да Како сега? Сега и модерната кошарка налага да и оние плеймейкери или point guard што ги викаат се дури некои играат и со 2 метра. Иако еве у NBA сега доминира еден од најдобрите плеймейкери овој Изаја Томас од Бостон Селтик пред некој ден баш ради 50 коша у плейоф. Така да не е битна висината, ама треба да се стварно екстра талент за да го надополниш тоа што го немаш. Да, и се разочара со кошарката и што? И дојде првата љубов кате и таа те навлече во музички води. Па искрено гледај, јас сум имал сигурно некои гени, поготоа покојната моја мајка исто пееше, има и оставени снимки за македонска телевизија. Исто сестра ми имаше рок бенд, така да јас сигурно поседувам некои музички гени, ама никогаш не сум се ни замислувал дека ќе функционирам и ќе живеам од тоа, ќе ми биде примерна окупација. Но после тоа одма не само кате беше да голем дел. Ја поздравувам ја. Не сум се видел со неа многу одамна, но не знам дека е успешна соло пејачка и има страшно добри улоги, мислам дека доправа до ја нејзиното време. Јас работев како шанкер, како коновар, па работев рецепционер, рецепција тука во Олимписки базен хотел центар се викаше. Поздравувам Мира, сите тие колеги Сања, Сладжана и уште не знам кои други беа. Работев у бутик исто. Работев по скопски кафулења како менаџер, така некои работи. Така да ова случајно спонтано дојде кога работев у вториот бутик, дојде Туна и као славам 18-ти роден ден и вика дали може да ми пушташ музика. И ја викам, јас сум колекционер на музика, секогаш сум слушал, имав многу CD-а, ама викам ја не знам да пуштам, вика, знаеш, ми треба само хитчиња, вика и некои ствари што тоаш беа актуелни, нели? Ја викам окей, и беа Дарко Димитров на роден денот и некои други луѓе, и баш онака добив позитивни критики. Тоа беше првото такво диџејско искуство? Првото, значи, моето прво диџејско, тоа ми селекторско искуство, немаше ни миксање ни ништо. И као, супер беше, одличен избор, одлична селекција и потоа по кратко време, месец и пол или два, дојде едни дечки кој е една екипа Fat Crew, која подоцна останавме уште 6 години заедно и ме поканија да бидам диџеј во МН-та. И ја онака, знаеш, ги залилав, му викам, ај ќе пробам и од тогаш до ден денес. Цитирам што сум и со диџејството. А каде сте запозна со Андреј? Со Андреј? Со Андреј, да. Они заедно учеа и се запознавме и од тогаш функционирам уште. Најмногу ти се допадна од TNT, така? Од таа група? Да. Па
највеќе ми се допадна, највеќе се дружевме, иначе Жиле е страшно талентиран лик. Франц беше окей, не можам да кажам дека не го бивало, ама Жиле страшно и свири гитара и рецитира, има сен за ритмичност многу. И е добар дечко, Андре си е талент, не без спомение, толку знае, толку се што треба. Така да Како тргна? Да. Ти и Андреа сте сосем различни. Велиш, ако треба некој да не спои, ние не би можеле 24 часа да издржиме физички заедно, нели да живееме заедно, ама музички се разбираме и функционираме безпрекосно. Тоа е битно, гледај, јас и Андре, тоа е јавна тајна. Знаеш, многу и да не и тие што го слушам, ја и он не се дружиме воопшто. Имаме различни ставови, различни гледишта на буквално се. Ја не гледам, може на него повеќе му смета, он сака може да сме повеќе заедно, ама јас не гледам причина, може и тоа не одржува си во овие да сме години, 15 години. Музички никогаш сме немале проблем, секогаш сме имале компромиси, мада ја никогаш не се случило од стил оваа песна ми се свија, не ја снимам. Никогаш. Секогаш сме имало нешто што на Андре нема. Уствари една рече, она од шутка многу му беше страв. Многу му беше страв? Да, му беше вика брат, како ја му викам, гледај, таа песна е малку саркастична. Веруј ми, пробај ја ќе видиш. Да. И денес се смееме кога ќе почне свирка и одма почине она чутки сите раце горе, ја му викам, гледаш, мртов човек викам од сандук станува. Тоаш беше една пилна ствар, Jason Derulo, мене ми дојде битот, еден тој колега што е од Болесна брача, страшно добар продуцент, Baby Dukes од Хрватска, од Загреб. И као вика, Панчо, ајде да го радимо, да снимамо спот у шутку. Така му викам, знаеш, морам да му викам брат. Морам да видам како шо, треба да биде добро тоа. Мора да биде нешто за шутка на мената песна. И случајно ја свирев у Загреб. Он вика ќе направам бит, ми го прати после недела дена битот, ја напишав текст и решивме се што решивме. Така да Андреј само тогаш искоментирал, ама не рекол нема да снимам, него стално ние знаеш која песна не кеше да ја снима исто, не кеше да ја снима Срце. Срце е мега хит. Да, мега хит. Со најголем број на вјузови на YouTube, има над 2 милиона. Да. Без видео. Да. И добро, кога седнувате тамо, еве сега кај Лаза сте со години наназад, нели? Но кога се седнува воопшто во студио кај некој да се работи, нели, ваша песна за вас, за ДНК. И тогаш како е тоа во функционирањето, да речеме на едно дуо, да речеме ми се допаѓа нешто, па тебе не ти се допаѓа, па како се наоѓа компромис, како се наоѓа заедничко решение? Ја да ти кажам дека ние, да бидам искрен, ние не седнуваме заедно да работиме. Нема компромис тогаш? Не компромис, него не седнуваме така имаме направено работите, имаме тотално различни енергии. Он е многу брзо плет у студио, сака побрзо да заврши, не дека она, гледај, нема врска, ти можеш да отидеш у студио и да завршиш за 15 минути. Не значи дека ако седиш ти 40 сати у студио, дека ќе биде најдоброто нешто, да. Знаеш како се дешава, идеш one take, првиот е добар и готов, завршува. Ама едноставно пошто ја и Лазе работиме на музиката многу почесто и он кога ќе дојде редот на Андреј, ако и он нормално менја ако мисли дека е нешто дека нешто не може да испее, не му се допаѓа. Нормално, ако не може висока му е или ниска му е или вика мислам дека тука нешто треба да се смени. У принципу аранжман никогаш не се меша, не сум го ни слушал да се меша, Лазе си е за тоа, обично ја му викам додади овде нешто, мислам дека овде стајка треба и такви некои работи. Сме немале, не знам, стварно мислам из овие 15 години никогаш сме немале проблем. Никогаш сме немале проблем кој што да пее, дали ја да пеам рефрен или он да пее рефрен, или он да пее строфа или знаеш, Лазе знае таа фузија меѓу нас и многу добро не знае како дишеме и знае кој за што е, така да. Кога си нов, добро. И кога не знаеш работите како функционира, тоаш Раде бил за нас, вау. Да. Функционирале Раде, Роберт, што биле актуелни и Дарко Димитров. Тоа беше пред ерата на експанзија на интернет. И Раде за жал ни даваше украдени песни кои се реаранжирани. Ние имавме една страшно огромна флека која едва ја тргнавме од неа зашто луѓето викаа дека сме крадачи на битови и такви некои работи. Ама ја пошто никогаш не сум се занимавал со продукција, Раде работел на начин како што работел, кој ја го поддржувам и мислам тоа е негово право, он како ги правил. Сепак некои песни му се
timeless и evergreen. Ја, например, не можам да кажам, например, полна месечина која нас не е таква поп хит evergreen кој кога и да ја пуштиме функционира, таа не била украдена, ама имало други кои он ги менувал, па не личеле, него го зимал комплетниот инструментал и после додавал некои аранжмански финеси работи и на мелодиските линии тотално ги правел он и текстовите биле негови. Така да не може да се жалам, исто навлечен на тебе, дури ја му го дав битот, му реков ова мислам дека може да биде одлична ствар. И он ја зема и ја направи навлечен на тебе, таймлес, тука да. Иако сите веќе го провалува, знаеш. Така да едноставно тоа би го сменили. Значи снимале среќа можеби са, однос на хитови, однос на песни, да тргне работата. Буквално, гледај, да, ти сме били у право место, право време и баш кога ти немаш, знаеш како можеш да правиш, да вадиш песни секоја втора недела со спотови, ако публиката не те фаќа, не те прифати и немате некоја фузија со нив, мислам дека ти е џаби. Ја не можам да ги разберам и оние луѓе кои упорно улагаат и пеат и гледаат дека ги смејуваат, знаеш. Ние до сега све што сме правеле искрено. Последните два албума се 99% или сите текстови се мои. И јас сум искрен и многу луѓе кои ме знаат дека сум пишувал многу вистина, многу сум пишувал за мои падови и подеми, за падови и подеви на Андреј и тоа наши блиски работи кои можам ја да се соживеам со нив и многу е лесно кога ти искрено ќе кажеш нешто и сите други се соживуваат, бидејќи 90% од луѓето го поминале тоа. Така да се надевам дека ќе можам да творам, дека инспирација има од секојдневието, луѓе од телевизија, од книги кои ме инспирираат доста, така да мислам дека допрва доаѓа нашето време. Нема да бидеме никогаш екстремно сериозни, но овој албум мислам дека се разликува многу повеќе од претходниот. Може да е стилски не толку, ама текстуално и аранжмански е многу посериозен. Да, критикат вели дека ова е можеби најзрелиот албум на ДНК до сега. Така. Го делите мислењето? Тоа е убав коментар, зашто може да не е најдобар, ама е најзрел. Да. Добро, се доаѓа веројатно и со годините, со искуството на сцена. Да, апсолутно. Ја викам дека е така. Ништо не би минувал, велиш, од почеток до сега. Значи, сме имале период кога сме имале кавги, сме имале несогласувања, било предраспад ДНК, нели, дали ќе функционираме и понатаму, дали не и се. Имало и многу убави работи и многу неубави во сето тоа. Ништо, ни секунда од сето тоа не. Тоа е тоа. Тоа е тоа што е убаво во животот, пошто не може да е стално up, мора да има нели up and downs, за да осетиш како е да бидеш горе, мора да бидеш и доле. И обратно, не сме имали екстремни, не знам какви кавги. Да, не сме имали сега, така да тогаш немало да функционира ништо. Јас сум бил секогаш искрен и сега ќе кажам, сите работи сум ги работел јас и ми било преку глава. Андреј бил као амеба, седал и доаѓал во студио да пее. Тоа ме вадало. Си рекол 95% правам јас. Па 99. Ама така била работата, нели не стана на хартија, туку меѓу вас веројатно и сега тоа е одлуката, ако одлуката паднала, потоа е тоа, така. Ако веќе имаме хартија меѓу нас, тогаш е рете да никогаш не сме се расправале за пари, никогаш не ни било битно финансии, хонорар, никогаш Андреј не ни гледал јако ќе му давам пари, пошто јас сум бил да ги зимам. Он неколку пати ги зимал од парите од газите, стално зимал помалци. И Андреј кој Андреј. Не го бидува за менеджер. Не, нула. Он дури сам вика, ја кога отидам да барам пари, може ја да им дадам на нив, не они да ни дадат на нас. И јас сум го прифатил тоа и ете мене ме бива за тоа најверојатно. Имам голем круг на пријатели, отворен сум со сите, достапен сум на сите, на некој им се допаѓам, на некој нешто е нормално. И така функционира, ама ги седнавме последната година, имавме
страшно кризен период кој го решивме како двајца возрастни луѓе и пријатели и другари и се функционира сега како што треба сега. А сега си правите муабет, пошто двајцата сте, не река ли си правите муабет на тема татковство, на тема како се менуваат пелени, на тема Јана како е, Андреја како е, Марија? Немаме време за тоа, него нашите допири и контакти се проби, концерти, само со музика. Ја реално, он сега исто се вработи и си има една позиција во Филип II, кај што си ја тера добро, верувам дека ќе ја тера и понатаму, пошто му треба една сериозна примерна работа, која ја му е зборам веќе 5-6 години уназад, дека музиката е рибарска работа, може ние да испееме и да не ни платат хонорар, мислам, они ќе го платат на овој или на оној начин, ама у секој случај треба нешто да има, за кога веќе има дете, кога ќе се разводи детето, дека не прашува ништо, дали е платена струја, фрижидерот, пелените и такви работи. Така да не сме немале време, јас сум тука бил секогаш за совет нормално, и као повозрастен и као поискусен. Не дека не знам колку сум постар јас од него, но ете поискусен. Поискусен во однос на менување пелени? Па не сум. Еднаш сум сменил. Еднаш на Андреја еднаш и тоа погрешно наопачки му ја сменив. Обратно. И толку? Да, вториот пат на Маки сега. На Маки ја сменив успешно, ама кога беше измочкан само. Па добро. А кога е второто не фаќам. Не пипам ништо. Тасковци со тоа. Гледај, некој има, например, кумот мој, мислам дека на цело мало ги менјава, ги бања децата, обожава. А бањаш деца? Не. Не, бањам. Андреја сега да. Сега и он така со мене, пошто јас се смеам со него, му правам фризури. Он вика тати ми зимет, верувам и Маки ќе биде исто, тако сум ја. Сакам да сум другар со нив и све им давам. Се правам, нешто ме праша за нешто. Тато знаеш дека на телевизија ово викам, стварно? Леле, и се онда ми објаснува, го терам сам да си е фантазијата да си ја. А имаш ли време? Треба ли да се најде време сигурно за нив? Много. Немам за тоа. Немам и затоа кога ме прашува дали си добар татко, викам времето што го поминувам со нив не сум, а за се друго сум. Така да две добра никогаш не може да биде. Или се ставаш у функција на фамилија и да чуваш, или се ставаш у функција да гинеш за фамилија и да работиш. Тоа еден ден ќе се врати по глава и едното и другото. Така да затоа нели јинг јанг, тоа све е поделено. Не може да си добар и све. Не може. Постои една хероина од моето детство, си рекол и младост, Какјуша Свилич. Ќе кажеш вака, живеев само со мајка, која беше технолошки вишок, имаше денови кога дома немав струја, често и фрижидерот беше празен, но мајка ми беше страшен борец, не се срамам од ништо, спијам мирно, сега, видиш, спијам мирно, не должам никому се што сум направил. И гор сум што така ме воспита, направи вистински борец од мене. На што се те научи мама? На многу работи. Жена за мене некако неа, вие жените сте голем дел, сте стварно онака зверови, која, знаеш, сега метафорично тоа го кажувам, ама толку сте јаки кога и те раѓате и таа болка која издржувате, која велат малце мажот само да има. Осети не може. И сте мислам дека да сте на постела, на смртна постела и да ги направите све за вашите деца. И ја прво ми е чест што ми беше мајка и што не ми е жал што си отиде, него ми е жал што ја имав и што ја познав, знаеш. Секогаш ќе фали и куќето, а не родител. Да. Поготоа што ми израсни, што знам што се правеше за мене и онака. Што се правиш? Панчо, што се Па, правиш? например, еве технолошки вишок, ќе кажеш, немав пари. Зимала 100 марки на времето, добро. Зимала 100 марки. И што 100 марки, дали да плати... Имаше периоди, долги периоди кога немаше струја, кога... Па немаше долги периоди што нема струја, ама знаеше да има и празен фрижидер. Празен фрижидер, да. Често јадев кај луѓето од моје мало, што они не знае дека ја немам за јадење. Него днес ке те праша нешто, па ја ти не знам, ама... ако... Јадев му и ја гледај, имав на 6 спрат, имав као втора фамилија, се викаше Ана, која е моја најболја другарка, ден денес, она е мажена во Италија, има 3 деца. Често идам кај неа, она која доа, јас не разбирам, многу ми фали што не е тука. И кај неа одеше често за да? Да.
тетканадичко симе, ми беа као мајка и татко и они беа малце поимотни и не ме деле, они имаат две керки, па ја бев као трет. Синот беше. И други времења беа тоа, имаше поише време за дружење, има од 7 до 3 работа. И струја која не ни даваше тетка Цвета. Тетка Цвета живеевме стан до стан. Добро. И со продолжен ни пушташе и така го уклучуваше да не си стопи И тоа. тогаш мама рече дека треба да се бориш во животот, нема откажување, нема застанување. Не, она викаше немам власт, толку имам, толку можам. И као мало дете, тинејџер или Тогаш се ти причи, ама уствари сега разбираш се. Да. А не може, нема кај. Сакаш кошаркар да станеш, сакаш. Све сакаш, Да. ти имаш 15 години. Значи од детство кога сакаш да се развиваш најубаво, тебе ти треба тато и мама онака да ти бидат една потпора страшна, бар да не мислиш на тие работи. Јас затоа имам фобии уште сега од кредити, сметките ми се платени пред први. Знаеш, уште не се стигнати, ја ги плаќам. Да, тоа е таква фобија се создава од тоа, да, страхот. Тоа е нешто што не можеш да го контролираш више, пошто знаеш дека стално си слушал муабети по телефон. Па, знаеш, ја не сум видел мајка ми да се жали да заплаче пред мене никогаш во животот, ама сигурно имала многу тешки периоди, пошто сум ги фаќал отсутните погледи кога ќе седи на тераса. И такви некои работи, ама не ти биле јасно, стално ти биле другарите, ти било друго комбинација, ама сега кога си ти родител и кога Сакаш многу работи. знаеш што она све правела, онака да можеш да го вратиш времето да ја изнаказиш све. Да. Не е никогаш полесно, нели? Ама малку поубаво е можеби чувството кога ќе напишеш нешто за неа, како уште еден ден. Некаде е горе гледа, се веројатно, така велат. Како, има ли некаква оддишка од се? Како, не знам како да прашам, ама кога го пишуваш тој текст, како, што е, кој е поривот, кој е чувството? Сакам да напишам нешто за неа или заслужила, или не знам, сакам да ја кажам нешто што не сум ми кажал. Не знам што да ти одговорам на ова прашање, да сакаш се, а не кеш ништо. Сакаш да си го напишал, а не кеш да си го напишал. Нема потреба, дај Боже, никогаш да не си го напишал. За друг да си го пишувал, никогаш нема да го пишувал, пошто не е иста болката што ти си ја да живеал. Да. Така и да се вика албумот сега, нели? Да, веројатно и седате подсетува, така и одново и одново. Да, ја мојата тага и сето тоа ја живеев многу отворено и јавно. И за сите тие анксиозни фази да ги поминеш и сето тоа да го средиш, мораш да живееш тагата, да те лупне од земја, да те направи полумртов, за после тоа да биде се како што треба. Да ти биде полесно никогаш нема да биде. Џабе вика дека време лечи све, ама песната што ја напишав во еден здив. Ја снимавме кај Лазе, уште не беше новото студио и ја до сега немам приено песната. Кој да ја слушам ми доаѓаат онакви тешки емоции, поготово на соло делот на Лазе. Да. Што знам, сликата ми е цело време пред глава, како го прашато. да свиреше. Да. Пошто лајф ние свиревме real time, ја пеам, он свири. Да. Значи ме прати тоа. Не сум снимал до сега у кариера така. И затоа испадна песната како што испадна. Никогаш не ја правев за да испадне хит. Ама Андре беше па и тој што цело време ми викаше дека мора да снимиме спот. Снимивме видео кој е символика на мајка и дете и кој мене ми е не е пристрасно да звучам дека мене ми е обилен, не ми е омилен зашто не ќе да го гледам. Да. Ама е страшно сериозна тема која мислам дека ќе остане онака таймлес за сите кои има многу такви нели што се пронајдува. Некаква загуба имаме сите. Да. Овака или онаква и А сега на концертот ја пееш? Ја пеам прв пат, да. Решен си? Решено. Има малце аранжмански чудна таа номер, има Лазе страшен аранжман направен и мора да е
упрости за да звучи тоа секако што треба, зашто треба ако не треба да извадиме цела хармонија таму. Затоа немаме време, така да ќе ја направи, ќе ја пеам. Ќе бе. Кога сме кај темата другари, односно пријатели, ќе речеш ги има многу, твоите другари од детство, не знам дали се ова сите набројани, ама вака оди списокот: Маци, Мете, Деко и Циго, Цуци и Лина. Од диџејската кариера, ова си набројал пред некоја година, сега не знам, може се зголемува, Давор, Мартин и Дарча. И во моето срце има место за сите. И за добри и за лоши луѓе. Ова се уште стои вака? Па да, така ме воспитуваше мајка мене. И тие што претпоставам тие што ти сгрешиле, верувам дека не било намерно. Не било намерно и сум многу различно размислувам, не сум више така импулсивен да реагирам, пошто знам дека они имаат некоја мака. И јас сум тука и јавно апелирам дека на подобро да ми се обратат за да го решиме нивниот проблем, него да хейтаат и да зборат се и се што. Таму ми се дефинитивно Маци ми е кум. Добро. Го сакам као брат, он ми е фамилија и повеќе од фамилија. Мете ми е исто тука, Циго ми е исто тука, Деко ми е исто тука. Дарко и Цуци ми се исто. Така да има и многу нови, нели, но они ми се она основата, темелот. Старо мало ми се, ми е незаменливо. Така да имам и јас сум богат човек дека имам многу пријатели и другари. Тоа ми е богатство. Така го рачунам јас. Пари денес имам, утре не. Утре ќе поземам од тебе, ти од мене. Пари се и тоа е тоа. Богатство се другарите. Да имаш каде да отидеш. Сега кога бев во Америка, тоа ќе кажеме, предпоставувам. Кај што се вратив после 19 години кај што учев средна школа, која мајка ми го обезбеди не знам како со кредити и со позајмување. Она си знае. Да, она си знае. Како ме дочека, ја бев чудовитен, поточно Марко, што беше со мене, дечкото кој живее во Чикаго, на мојата супруга уствари брат. Он вика, не ми се верува, ме дочека чудо. Значи, обично се ладни американците како луѓе, ама со сите можни почести, салтанати, врати се кога сакаш, донеси ја цела фамилија, ти ова е твоја куќа. Чудо. Би одел? Би заминал? Не. Искрено размислувам, да. Да? Да. Размислувам, иако се селам, би се селал само во Чикаго. Мислам дека имам уште да даеме за кариерата, но размислувам и пред се размислувам ради моите деца, ако ја не отидам, ќе ги пратам децата сигурно. Сигурно. Нема да взимаш кредит, барем ќе можеш. Не, знам сега мислам дека сме окей. Штедам за нив. Така да се надевам, баш ќе имаат вујко таму, вујче од Америка. Да, вујче од Америка ќе помогне тука. Спорт, читање, другари и долги разговори и совети со твојот духовен отец Агатон. Тоа е тоа? Што го правиш кога не правиш нешто друго вакво, врзано со музика, врзано со деца, семејство? Так. Духовниот отец ми помогна многу, пошто има 3 фази кога ќе ти замине најблискиот. Има 3 фази, прво на неверување, па љутење, омраза кон све и третата фаза е прифаќањето. Така да он ме водеше низ сите тие фази. Со тоа што јас сум, мајка ми била цел живот верник, ама верник и затоа јас сум бил љут кон Бога, зашто си викаш како може нели увеќе како може најдобрите да ги зима. Ама се е со причина, нели, и сите си имаме цртка некоја ставена. И се уште идам у Марков манастир, идам и на литургија. И се чувствувам многу добро, пошто единствената енергија позитивна во што ни треба веројатно на сите. Устрана држава што е у последните 5 години. Било кој начин, не гледам ја политички, него гледам од лошата енергија на луѓето. Пошто до луѓето е све, не до политичарите, ако луѓето сакаат да сменат све, ќе сменат. И таму ми даваше оддишка. Често убаво е, Марков манастир е феноменален манастир. И мирно ја идев у денови кога нема никој, читав книги, помагав на сестрите кои се таму. Има
Мислам, тоа е секој е прифатен кој може да отиде таму. И кој има време, ја го советувам да иде малце, пошто ние сме многу одделени од духовното и тоа е страшно лошо. Поготово младината и влезене на некоја ѓаволштина друга. И тоа е многу лошо. Кога си со Господ си сплотени со фамилија и гледаш да правиш само убави работи, кои е добри за општеството, нели? И затоа апелирам што повеќе, не ги терам ја да бидат они Верници, не знам какви, ама нека отидат да видат какво е чувството. Да, треба да ја досетат и сами после се одлучат што ви прават. Да. Најголема љубов е Маја. Заедно сте колку? Убаво ми извади, Мажите никогаш не знаат која година е се случила љубовта или од кога. Од 10 години сигурно. Путе. Леле 10. Кажи ти знаеш. Ништо друштво беше. Ма 20 сте заедно. Не, 10 години. 10? Колку 2017-та, 2006-та негде. Предпоставувам. 10-11 години, мам бе, како е. Кажи ми само, што требаше толку за да решиш да влезеш во вистинска брачна заедница? Што ти требаше да помине? Кој период да помине? Период на се барам себе си, период на одживување на некој период или не знам како да го наречам. Знаеш како искрено не знам, не знам што ми требало. Ја ме да ме прашаш сега, ја би живеел сам. Како да ти кажам? Панчо. Искрено, па не знам, најверојатно сум таков лик, не дека мене него ми смета, ама не знам, вук самотњак сум, знаеш, сум живеел до 30 години сам. Е многу тешко, ти не љубовта на твојот живот, 10 љубови на твој живот имаш. Некои онакви карактеристики, особини, манири не тешко се менјаат на ти си веше. Така да е зрела личност изградена. Животот ми налагал да сум многу позрел од моите другари и колеги, да сум пообзирен и по својствен, нели, самостојан. Така да не мене никој не ми смета. Убаво е кој имаш дом, знаеш дека влагаш и дека они ти мислат најдобро и све. Несогласувања се секогаш тука. Ама нели за човекот што сакаш да си го одбрал за животни сопатник мораш да се менјаш. Сите се менјаат. Добро, и тој кон тебе и ти кон него, така нели? Иначе нема да постои тоа. Да, како и гледај, брак е институција. Брак, тоа потписот мене ми е смешен, ама ите го Да, нешто што ради треба женскиот дел и не ради мене, ради женскиот дел, ради маја и ради мајка. Ради мајка ти. Така да. Значи мама беше таа која рече. Не рече она, ама знам дека се мајка ми никогаш не рече, она Не беше рече? чудороđена. Никогаш не ми рече направи дете, никогаш не ми рече направи свадба, никогаш. Она беше, затоа велам кога викам посебен човек, беше посебен човек. Она што сега ви говори, ајде бе кога бе, ќе се ожениш, ќе се омажиш. Имаше такво нешто. Не. Ама знаеш, ја виде, почувствува. Ја почувствував. Не ја почувствував, знаев дека ќе биде срекна дека сака пред да замине и ќе биде убаво тоа. И глеј, јас реков на Маја, може Маја ќе не кеше. Не значи дека Маја чекала вака, знаеш. Ама ете, и неа и беше нормално за секој женско е тоа сон да облече бела хајена. Така да... И онака ништо не значи подписот, нели се договоривме. Така, Се во сакањето или не сакањето да функционира тоа или да не функционира, така? Да. Институција. Да. Според мене. И добро се значи со врскиве дома околу деца ништо, така? Јас? Не, Да. ништо. Ама не, си рекол дека најубаво се одмараш кога одиш по Андреја. Додека тој проодувал. Тоа во едно интервју го јам прочитано. Велиш се одмар. Сум лажен, искрено да видам, сум лажен. Да не ме караат дома. Значи ни тоа. Пошто Андреја беше тоа многу одамна. Да. Ја по Марија на ком мислиш, не. Да, не. Нема ни такви потрчувања. Не, Андреја се е голем. Ја нешто едва чекам, со Андреја сум другар, со Андреја го зијам више патуваме во Крушево, беше заедно. Да, и си правиме муабет како големи. Да, Андреја е цар. Да. Маки уште мал и маки ме полудува, знам да викнам, доста бе, више, он цело време, не, нешко не е. Мам, what? Ха. Знаеш, сад, баш, тънк.
знам да му викнам, ама тотално два различни карактери се. Циркузи се двајца. Циркузи? Да, Андреја, му викам на Андреја вчера, овој го мава се седнал на точачи, јас сега го чувам. Некое време. Да, нешто. И он големиот се качува на точак и малиот му вика, не знае да збори, му вика и го мава. Ја му викам, што го тепаш брати се? Ја му викам на малиот, што го те? Му викам, ти што ураш? Залепи му една. И го гледа и ништо не ми одговори, се враќаме после го гали големиот. А овој го тепа. И Андреј е таков, Андреј е многу сентиментален, а малиот ќе биде ѓубре. Така треба веројатно, Да. Не знаеш што треба. На сите им викам овие што ми се по ја бандити ги викам и им викам гледај, они сите па го сакаат малиот. Пошто е таков Джамбо. Ја му викам знаеш, викам сакате, ама ќе ви се јавувам вас да го браните. Ја нема да сте. Така да. Супер. Што да очекуваме сите кои што ќе дојдеме во Метрополис Арена на 12? Ние максимално се отвараме, знаеш, стално. Спремни сте, бендот готово подготвено се? Сигурни сме, заедно све е спремно. Понеделник, денес нема да имаме проба. Понеделник, вторник гостите. Среда, четврток генерална и петок е концертот. Што ќе очекувате? Ќе очекувате само позитивна енергија од нас и максимално залагање и тоа што секогаш го правиме искреност. Многу пријатели, ми е драго што многу пријатели на сите оние мои пријатели вип личности кои се повозрасни, сите ќе ми биде интересно, обично викаат, знаеш, идат помали деца, не, вип делот ќе биде 30 плюс. 30 плюс? Да. Епа добро ти израснеле со Денка, така да рете да дојдат. Баш затоа и едва чекам да знам дека ќе има многу позитивна енергија. Не знам што да додам, зашто кога го гледав лајнапот на концертот што го направивме, има песни кои знам дека ќе ги пеат сите од А до Ш. Со исклучок може на една-две. Ама 24 песни кои се враќам назад, значи ние стварно имаме хитови. Супер. Грамофони си со така голема љубов ги ја споменавме. Како беше првото чувство, не знам дали е тоа она со туна, врзано кога имав страф од грамофоните или како ќе излезе се? Тој сет. Таков исплашен дека нели дали ќе професионира. Туна беа цедиња и нели јас немав финансии да купиш грамофон, кошта 550 евра па и нагоре. Ја имав среќа, знаеш, Господ кога ги реди работите да треба да биде нешто. Порано немаше Серато, сега има Серато, многу леснето за сите нови диџеи. Ја купував плочи и една плоча, значи еден сингл, ја една песна само да пуштам. Од еден артист не може има две, ама едната обично ја ставаат, една е хит, другата не е. Да. И ако имаш акапела инструменталки, нели, верзии, тука плочари нема, сега има во МКЦ. Ја ги купував плочите од Джуно. Преку картици, па мораш дебитна картица, па уште интернет и па по 5. Треба да ти дојат и грни пари, сум потрошил на плочи. Јас се уште купувам, колекционер сум на плочи, но тоа нешто што мислам дека е квалитетно да го купам и што ќе остане класика, новиве ствари. Сега што е музикава не ја осудувам, но тешко нешто што ќе остане класика. Така да сега во Америка кога бев купив неколку ствари класика. Исто така грамофоните ги добив, купив едни, има драйв белт и директ белт. Тие драйв белт се за слушање, пошто кога скречуваш, кога ја пушташ плочата и да не скречуваш, да миксаш, знаеш, завива онака, а директ белт е мотор, само ја држиш и одма си иде. Од сам старт си е брза, оно колку што врти. Имав такви, една америчка база, едни пријатели мои, двајца афроамериканци, едниот беше уствари испанец. И он имаше грамофони Technics, кои кога замина не можеше да ги носи, он работеше по бази и ми ги остави мене. И се пазаревме за многу ефтино, за некои $600 со кейсови, и човекот го снема, ја ден-денес му ги должам тие пари и не можам нигде да го најдам да му ги дам. Добро, значи ги подарил човек. Гледаш, ние се уговоривме за пари, не ми рекол ова ти со мене. Едино нешто што ми е дамка у животот е тоа, не дека ја не ќе да му ги платам, сакам, пошто тие грамофони ми... Нема, не можам да го најдам на Facebook, не можам да најдам таа девојката што беше од Македонија, дали е отидена со него или тука, тоа беше пред 10 години, не можам да го најдам на мејл, Yahoo не го користам више, пробував додека го користав да го најдам, не ми враќаше на мејл. И јас
пред јавност да кажам дека дужам $600 и ако некој го најде човекот да ми јави да му ги дам. И ама тие грамофони ден денес ги користам. И се супер. Ме донеле многу финансиски средства, ми донеле многу љубов, ми донеле многу енергија, многу убави и лоши моменти и ми се у срце. И јас сум му благодарен, ама ете, требало така да биде. Да. И за крај, си рекол се она што сум среќен со тоа што сум. Дали е убаво да се биде во кожата на Панчо? Од моје лично, Да. па знаеш дека не ми постои вакво прашање, никој ме замисли. Добро. Не знам. Од друга страна сигурно некој би сакал. Не знам како да бидам искрен или не како ќе ме разбера. Не е убаво. Не. Не е убаво. Има многу убави, знаеш, пак дека има многу убави моменти, кога си викаш, фала Богу што е Панчо, а викаш никогаш дека некој. Некогаш многу би сакал да сум позади Камера? Веќе ми ова рутина, не за интервјуи за такви работи, него едноставно стицање енергија, зашто како и да си јавна личност, не си звезда, ама си јавна личност. Те знаат луѓе, мора да се однесуваш. Да се однесуваш. Па некако примерно, ја па сакам да сум малски. Така сум дромец, израснат, горд сум што сум аеродромец, израснат исто у Лисиче, многу време сестра ми е таму. Сакам малско, сакам да сум тренерки, јас сега те псујам зашто морам да бидам, сакам да бидам у тренерки, знаеш, ама викам, ајде нема смисла, да, иначе, знаеш, јас сум 90% од денот у тренерки. Ностоп сум у град, сум у тренерки. Да, и Значи тоа е она што не ти се допаѓа, така? Да. Тоа е кога треба да бидеш некој друг, односно Панчо во улогата на Панчо ДНК. Многу нормален, така да, пренормален. Тоа е тоа. И тоа е тоа. Мислам да сум благодарен на Господ што ми укажал можност да работам ова што работам сега и што многу луѓе верувам дека го сакаат.